8 часот и 18 минути. Вела човекот има многу доблести и мани. Една од маните е неможноста да признае каде греши и што може да промени. Ако се слушаме ние луѓето, сите околу нас грешат. Природата греши, животните грешат, само ние сме безгрешни и само ние имаме право да бидеме собственици на светот каде што живееме. Секогаш од општествата на Запад ги гледаме убавите примери, но никако да го погледнеме и примерот како хуманно ги имаат решено проблемите со благосостојбата на животни. Па и да се замислиме, може би не е се до парите и до убавите работни места или пак до, средените системи. Може би некогаш работата и до љубовта и енергијата која што ја споделуваме и со животните и со природата. Ние како општество и како балканско тло многу пати покажавме и докажавме дека ниту не интересира природата, ниту пак не интересираат животните. Но институциите најверојатно се и на иста линија. Со години и години се дебатира и се бараат законски решенија. Но никој не може да даде одговор зошто институциите не дека молчат, превземаат нешто, но зошто тоа го прават со мали чекори. И зошто не го слушаат гласот на луѓето, не кои што само имаат кучиња или мачиња дома, туку едноставно на сите кои што во себе имаат емпатија. Случајот со кучето Феликс повторно ги разбуди и луѓето, но веруваме овој пат и институциите. Затоа јутрово дебатираме на тема која што ја насловивме едноставно од низок степен на благосостојба до голем комунален проблем. Затоа што ако ги немаме луѓето, нема и ни да ги имаме кучињата на улица во толку голем број. Добро утро за Радмила Пешева, директор на јавното предпријатие Лајка, Елена Пипонска, раководител на Оделението за правни работи во Лајка и Столе Вилковски, советник за односи со јавност и сите активисти. Верувам ке се согласите со најавата која што ја кажав пред малку или имаме нешто да додадеме? Многу убав вовед даде. Мене ми западна особено во уши генерално односот према светот, према екосистемот, према природата, каде што припаѓаме, дека сме малку, имаме индолентен однос према тоа. Несвесни, мислиме, егоцентричен е пристапот на човекот, следствено на тоа и ги имаме и овие проблеми кои што ги имаме. Секогаш на прв на пиедестал, кога зборуваме за бездомните животни, секогаш се ставаат уличните кучиња, кучињата и кои што напаѓаат и граѓаните кои што се нападните. Затоа тука сакам да ја отвориме темата и да објасниме. Од низок степен на благосостојба до голем комунален проблем. Каде е тука човек? Тоа е одлично формулирано, затоа што комуналниот проблем со кој што ние се справуваме, кој што е толку често апострофиран, нели, бездомните кучиња кои што прават штета на граѓаните, безбедноста ја загрозуваат, благосостојбено покажуваат една лоша слика за градот, за нас, со тоа што ни едно животно, куче, милениче не треба да живее на улица бездомно. Пред се произлегува од нас како нашиот како луѓе низок степен на благосостојба. Како ја разбираме благосостојбата? Имаме закон за благосостојба кој што очигледно стои на хартија, немаме негова примена. Институциите не ги препознаваат своите одговорности, ингеренции во смисол за кои работи од законот се задолжени, која институција не ги спроведува соодветно. Следствено на тоа имаме нешто што се шири како зараза, кога граѓаните ги научуват дека животните се безвредни. Тие така и се однесуваат. Значи, доколку еден миленик, државата не може да ве поучи дека некој го заштитува тоа животно, вие следствено на тоа нормално ќе се однесувате со него како со безвреден предмет кој што е заменлив, така, кој што е потрошен материјал. Значи, кучето може да се купи, кога ќе видите дека не остварувате таков профит со него, како што може би сте замислили, може да се фрли на улица, заедно со неговите легла, кои што сте ги создале, ако некој излезе болно, ако излезе некаков проблем, затоа никому, пред никого не одговарате, од тоа куче понатаму произлегува комунален проблем, низа проблеми се редат во овакво, се јавуваат и кривични дела произлегуваат од тоа, со самото тоа што кучето нема вредност. Ние имаме луѓе кои што се осмелуваат да направат како со случајот на Феликс и се што. Значи, кои што мислат дека можат нервозата да ја истурат врз невидно животно кој што никој не го застапува, не може да го брани,
кои што смета дека правдата можат во своји раце да ја земат. Ете, куќето му извршило нужда на двор, во двор и сега он ќе го фрли куќето во Вардар. Нормално, затоа што никој никогаш не кажал дека тоа не треба и не постапил. Така. Од друга страна имаме примери како Скопската гимназија Никола Карев, која што е pet friendly. Зошто ова го споменувам? Тука се работи со деца и едноставно гледаме како сите деца тоа го прифаќаат и уживаат во таа улога и во тој проект што им е доделен. Од друга страна имаме вакви примери. Прашањето ми е што треба да се направи за да некој разбере и свати кога гледаме такви видео снимки, тоа не го згрозува само тој што сака животни или што има дома, куче или маче. Го загрозува секој добронамерен човек и едноставно го загрозува функционирањето добробитта на цело општество. Среќата во општеството. Луѓе не сакаат да гледаат насилство. Зошто тоа до тој степен? Не сакаат да гледаат насилство, тоа катастрофално разорно делува врз општеството, такви некои дела кои што остануваат неказнети, кои што никој не ги апострофира како погрешни. Едноставно овие животните се заштитени кај нас. Со законот, во кривичниот закон со членот 233 не е дозволено мачење и одново убивање на животино, значи и со законот за благосостојба на животни. Ние имаме проблем, повторно ќе кажам, што институциите не ги препознаваат своите одговорности во однос на ова. Нас емпатијата мора да ја негуваме, затоа што во историјата на човекот се покажало и во поновата историја, нели, во сите овие кривични случаи, не само кај нас, него и надвор, дека поривот за насилство е еднаков. Значи, тоа е менталитетот на човекот, тоа е монструм. Истите луѓе кои што повредувале животно, вршали насилство врз луѓе. Значи, кога ќе се и на тој начин се едуцираат луѓето. Ве разбирате, мора органите и на прогон да делуваат, мора да делуваат и Агенцијата за храна и ветеринарство како задолжено да го спроведува законот за благосостојба, да го подигаме стандардот, затоа што со еден висок со разбирање према животните, према послабите од нас, целосно се подига стандардот и нивото го подигаме на општеството. И како се третираме едни со други, како размислуваме за проблемите, како наоѓаме решенија за проблемите, мислам дека целосно тоа е едно ниво погоре. Значи, се воздигнува општеството на повисоко ниво и повисока фреквенција на функционирање. Феликс ни докажа дека е тоа така. Општеството се соедини, се едноставно соживеа со целиот тој настан. Таму се јавија и се уште се јавуваат, повторно ќе потенцирам, луѓе кои што и немаат дома животни, немаат доперна точка со животни, меѓутоа едноставно не сакаат насилство. Работите столе се менуваат, не дека не се менуваат, ако зборуваме за допред 10, 15, 20 години за благосостојба на животни и денеска, кажав можеби со мали чекори, некако општеството се менува. Но што не научи случајот со Феликс? Случајот со Феликс не научи до сега дека неказнивоста од страна на институциите доведува до нови случаи. Бидејќи претходно имавме, ако се сеќавате, еден случај со Липски, кога му исече главата на кучето. Сме имале безброј други случаи на мачење и на малтретирање, кои резултирале... А и многу случаи каде што деца го гледале тоа. Точно така. Кои резултирале со некои благи парични казни. Таквото постапување на институциите им дава простор на сите други да ја земаат правдата во своите раце, бидејќи знаат дека ќе платат нека одредена ситна глоба во најлош случај и ќе поминат неказнето. Тоа го имаме и во однос на уличните кучиња, го гледаме и во криволовството, каде што исто така имаме многу случаи каде што не се решени, го имаме од статистиката што ја зимаме од агенциите, од министерствата и така натаму, колку случаи се решени, колку случаи се постапени во изминатите 10 години, кога ќе видиме таа бројка, сваќаме дека станува збор за една голема мерка, за еден голем степен на неказнивост на овие дела во републиката. И тоа подитно треба да се смени. Тоа е едната работа, бидејќи треба да, освен што ги имаме законите на хартија, треба да ги применуваме и ригорозно во некои случаи да испратиме порака до јавноста дека ова не може да продолжува повеќе вака.
Втора работа е што мора да се работи на едукација на населението, тоа го спомна и мојата колешка. Ние исто работиме на програми каде што ги едуцираме децата, каде што се залагаме да влезе во основното образование, благосостојбата, да има посебен дел каде што професори ќе разговараат, каде што активисти ќе разговараат, каде што стручни лица ќе разговараат со децата, за да од најмалиот ноце ние ги образуваме идните генерации да не постапуваат како што постапуваат денешниве граѓани, за жал. Дека има напредок, мора да кажеме дел, некако се добива впечаток дека тој дел од граѓаните се малцинство, но им се дозволува да го тероризираат останатиот дел од населението затоа што не се казнети. Точно така, тоа е идејата. И така барем населението тоа го доживува. На мала група на луѓе им се дозволува да се изживуваат врз животни и да тероризираат население со тоа насилство. Точно така. Значи промени има со притисок на граѓаните, со притисок на јавноста, има промени во општеството, меѓутоа треба уште посилно и уште посилна порака да испратиме сите заедно, и граѓаните, но и институциите пред се, дека ваквата пракса не смее да продолжи во иднина. Тука збориме и за напуштањето на милениците, бидејќи тоа исто е многу ретко казниво, а тоа напуштање пак ги создава сите овие други проблеми. Улични куќиња, точно така. И во однос на благосостојбата мораме да работиме уште доста, меѓутоа напредок има секако. Така. Елена, повторно ќе ги споменеме состојбите за подобрување и ете што после Феликс. И граѓаните прашуваат и очекуваат, ете Министерството за внатрешни работи излезе пред неколку дена нели со официјална информација дека поднесени се чинам 2 кривични пријави за овој последен случај или 1 кривична пријава? Не се сеќавам, но некако мрдна работите така од активистите поднесоа, Сдруженијето Анима Мунди поднесе кривична пријава за случајот со Феликс уште пред околу 2 месеци. Така. Се уште во правните лабиринти немаме официјално докаде и што е постапката, меѓутоа ние како активисти поднесовме кривична пријава. А тоа што беше пред 2-3 дена соопштението од МВР поврзано е со таа кривична пријава или некоја нова? Не сум сигурен, ние немаме, веројатно е со таа кривична, меѓутоа немаме црно на бело од МВР никаква информација во однос на тоа. Елена, ако зборуваме за точките за подобрување, што во следниот период активистите предлагаат да се превземе и да не се заборави во овој последен случај и сите претходни на насилство? Што треба да научиме од случајот со Феликс? Прво, треба да научиме дека ниедно животно не е криво за тоа што е на улица. Позади секое животно на улица стои човечката неодговорност. Второ, треба да научиме дека животните се свесни битија кои чувствуваат среќа, тага, болка, кои се социјални битија, кои ние ги имаме избрано да бидат најдобриот пријател на човекот и врз основа на овој став, на оваа зголемена свесност во поглед на животните, да ги градиме и идните законски решенија. Апсолутно потребна е промена на Законот за заштита и благосостојба на животните, но и многу работа во поглед на неговата имплементација која за жал до сега отсуствува. Исто така, случајот на Феликс треба да произлезе со нови решенија во кривичниот законник, кој пред се ќе подразбира повисоки казни за сторителите на овие кривични дела, меѓутоа зошто и како држава да не размислуваме за определување на повеќе кривични дела во кои предмет на заштита би било животното. Например, подвигот на Хрватска да го квалификува напуштањето на животно како кривично дело во нивниот законник, најде на многу позитивни реакции како во тамошната јавност, така и тука. Затоа што со напуштањето на животно не само што е загрозена неговата благосостојба, не само што до определен степен подразбира мачење, меѓутоа со еден таков чин човекот врши загрозување на јавната безбедност. Значи тука имаме низа повреди на предметот на заштита и зошто да не размислиме за определување на повеќе кривични дела во кои предмет на заштита ќе бидат животните, нивниот живот, нивната благосостојба, а со тоа вклучително и поврзано и јавната безбедност на луѓето. За жал, како што спомена и директорката Истоле, до сега праксата во Македонија е навистина поразителна. Јас малце истражував на темата во поглед на
делото мачење и одскоро убивање на животни. Не знам дали јавноста е запознаена дека до пред година дена немаше определено во кривичниот законник дело убивање на животни и не можеше да се казнува врз основа на такво действие, затоа што не беше предвидено. Значи имавме ние дело мачење, меѓутоа немавме убивање. Праксата, како што споменав, е поразителна за тоа што институциите многу ретко го препознаваат мачењето. Многу често наидуваме во судир со институциите кога пријавуваме такви дела, нешто што за нас е еклатантен пример за мачење, за крајно нарушена благосостојба, тие не го препознаваат. И уште по-поразително од се е што и тие постапки кои се покренати се многу малце произлегуваат, од нив произлегува правосилна судска пресуда и ниеднаш не е изречена казна затвор, а најголемата парична казна е 30.000 денари. Ако редовно се восетуваме на овие убави примери кои што доаѓаат од страна, еве Хрватска ќе ја споменеме, ме потсетиете тој случај на коментарите кои што тогаш ги читавме по социјалните медиуми, па и дури и на наши јавни личности, на наши политичари, дека тоа треба така и така натаму и така натаму. Ако имаме примери убави позитивни, ако тие не може да наштетат на целото општество, туку едноставно тие мерки ќе бидат само кон насилниците, зошто не ги пресликаме кај нас? Еве сега јас се прашувам стварно од каде би почнале? Кога да го земеме примерот веројатно неедуцираност. Кога пријавувате случај на измачување во полиција не се зазема за случај. Дури кога има, како да ви кажам, ги праќаат пријавувачите да се јават кај здруженијата. Значи, воопшто не препознаваат дека е тоа нивна задача. Кога имаме труење на животно, не излегуваат никогаш да истражат. Едноставно, кога се станува збор за животно, дури склони се и да ви се смеат кога пријавувате, особено во малите места. Тоа Елена ќе потврди затоа што доаѓа од внатрешноста на Македонија. Веројатно со едуцирање, Ване. Еве, МВР треба веројатно да се едуцира. Понатаму, и кога треба да се едуцираат инспекторите на Агенцијата за ветеринарство. Сигурно има луѓе кои што и таму ја сваќаат тежината на пријавите. Не, сега ќе ти кажам пример каде што ние пријавуваме куче кое што умре од изгладнетост. И на еден ја претпоставувам затоа што тие немаат можеби самите ветеринарно искуство, практично ветеринарно искуство, иако се ветеринари по струка, инспекторите на агенцијата. Доволно има кога пријавуваме куче кое што седи во сопствениот измет, кое што е изгладнето, кое што веќе на секаков може начин видливо му е нарушена благосостојбата. Склони се да кажат, ако ви смета бучавата, јавете се на комунален инспектор во општината. Значи, не, кучето не е предмет воопшто, него тоа што лае, па ете комунален инспектор да дојде да реагира. Значи, некако само се заобиколува на сите начини кучето да биде предмет некако на заштита. Доволно е да примете дека кучето има чинивче, без оглед во каква состојба, дали има храна во него, дали има вода, како изгледа кучето. Да кажат, па некој се грижи за него, е доволно. Нема предмет, нема доволно индикации дека кучето е измачувано. И веќе тука се запира постапката. Така што навистина не знам, може би еве вака на овој начин со повикување јавно. Да, како понатаму, така сакам исто прашање до сите да го поставаме, ти после ова што ми се случи со Феликс. На сите овие случаи преку медиумите, преку социјалните мрежи, со јавно повикување. Бидејќи луѓе во се будни се споделуваат, нели имаше петиции. Имаше петиции, голем број на луѓе подпишаа петицијата. Затоа и го поставам прашањето, како сега како понатаму, тој голем број на луѓе го очекуваат како одговори од страна на активистите? Ние за случајот на Феликс разговаравме веќе со јавниот обвинител.
Елена може би ќе знае подочно да каже до каде е таа постапка и сметаме дека веќе сериозно го сватија случајот и работат на него. Особено во вакви случаи каде што имаме јасни докази, каде што имаме експлицитно насилство, видео снимка. И вознемирена јавност. Сега, после овој истиот случај треба да дојде на суд. Веројатно таму треба судијата да ја препознае свирепоста на делото и опасноста од овој човек. Затоа што треба да се од пресудата треба да излезе и едукацијска мерка спрема граѓаните и спрема јавноста. Но исто така јас би додал и дека треба многу да се работи на превенција на напуштање на животните, бидејќи тоа е исто еден огромен проблем кој треба многу посериозно да се третира. Ние имаме денеска ситуација комунален проблем само затоа што куќињата се третираат исто како тврдиот отпад. Се додека имате корист од него, го чувате, све понатаму излегува и го изфрлате на улици. Тоа е исто така еден огромен проблем на кој мораме да работиме. Кога спомна за институциите исто така мора да внесат некои внатрешни протоколи да ги почитуваат тие протоколи. Ние сме имале случаи, например, кога сме искачале на терен за мачење на коњите, па ќе дојде полиција, ќе се направи записник и после тоа, наместо да иде по службена должност, не тера да поднесеме приватна кривична тужба. Иако дошле полиција, иако има записник, иако има дело, иако може да го процесираат, бараат од нас да продолжиме. Така што има и во тој дел институциите исто мора да се коригираат, мора да се заострат законите и мора да се заостри контролата пред се, да се зголемат казните кон граѓаните, но и да се покаже дека тие казни се применуваат, затоа што се додека имаме само на хартија казни, а немаме системски решенија како што се нерегулираната трговија со животните во добар дел, напуштањето, создавањето на други проблеми, ние само ќе ги решаваме крајните последици како што се насилството врз животните, а нема да ги решаваме и сите оние други работи што доведуваат до ова насилство. Елена, најверојатно и затоа се бара казна за случајот Феликс, за да се покаже кон граѓаните дека системот функционира. Да. Кои се последните информации? Како што спомна и директорката, ние остваривме контакт и со Министерството за внатрешни работи и со јавниот обвинител надлежен за случајот. Од страна на Министерството за внатрешни работи, мислам дека излезе соопштение и во медиумите, некаде пред Нова година е поднесена кривична пријава против 3 лица, значи не само против лицето на сите добро познато, кое го тепа Феликс со шипка, туку и против луѓе кои стојат до него, не превземаат никакви действија, а со тоа самите соучествуваат во извршување на кривичното дело. Од страна на лајка доставени се сите можни докази, списи, документи кои можат да послужат во решавање на случајот и единствено што останува е да чекаме да видиме како ќе се процесира овој предмет и каква ќе биде конечната одлука, со искрена надеж дека за прв пат во Македонија ќе се изрече затворска казна, за да покажеме дека не прифаќаме насилство, за да покажеме дека сме степен повисоко од тоа, како во однос на емпатија, така во однос на цивилизација, сочувство со послабите, и да делува превентивно, за тоа што една повисока казна представува и еден повисока закана и бара поголем степен на предпазливост за сите идни сторители на вакви дела. Затоа и ќе продолжиме да бидеме гласни и медиумите имаат големата улога во тоа. Така и ќе завршим, убаво кажа, цивилизирано и емпатично општество. Верувам, сите го сакаме и сите го заслужуваме тоа. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на Аутро. Ние продолжуваме да ги следиме активностите и да бидеме секако во комуникација, бидејќи граѓаните покажа и докажаа дека бараат одговори и сочувствуваат со целиот овој последен случај. Ви благодариме што покривате. Благодариме уште еднаш. Јас и така ќе заокружам оваа тема пред да го погледнеме и последното линковско вклучување. Секој граѓанин заслужува да живее во емпатично и во цивилизирано општество. Никој граѓанин не заслужува да гледа угинати коњи во централни градски подрачја,
мачени животни во централни градски подрачја, улични кучиња и мачиња кои што представуваат опасност за граѓаните, но и неубава слика за туристите кои што доаѓаат во градот и гледаат секаков вид на животни кои што се движат низ центарот на градот, а никој не се грижи за нив, а државата сега нема начин како тоа да го превенира и да го реши како проблем.